Сега јас кога се враќам на тоа време, тоа е едно време на голем ентузијазам, на вклучување на луѓето во решавање на проекти, што создадена една атмосфера Скопје да го промениме. Во што во голем дел успеавме, но Скопје е голем конгломерат, он има проблеми за кои треба ингеренции и средства да се решаваат. Инаку, Скопје страда од недостиг на ингеренции. Дури и денес. Тогаш ние немаме ниту една оригинерна ингеренција. За се што работиме моравме да обезбедиме дозвола од некое министерство или државна институција. Пари сами не собиравме. Сите пари ни доаѓа преку некакви државни фондови, колку ќе одреди владата или министерството или фондот. Но, пак ќе речам, желбата, ентузијазмот, искуството што го затекна во администрацијата во градот доведе до тоа да успееме да постигнеме такви резултати, мислам, 114 улици реконструиравме во 2 мандати. Тоа се бројки незамисливи од денешен аспект. И тие не беа само обични реконструкции. За прв пат воведувавме атмосферска канализација. Скопје немаше јас кога само 8% од улиците, тие некои главни има, и Скопје пливаше после секој дожд во вирови, беше под вода. 1/3 од Скопје немаше канализација. Водата не беше стигната до секаде. Тоа се ефекти кои се невидливи, но многу значајни за функционирање. Кои денес, бидејќи се занемарени, еве гледаме како една по една ни испливуваат на површина. Конкретно кај топлификација таа е приватизирана и приватниот интерес ги водеше да не ја шират мрежата таму кај што немаат профит. Например, јас живеам во Црниче, јас инсистирам да изградиме, но топлификација немаше интерес затоа што енергијата што ќе низ цевките што за населба со куќи не може да ги врати, да ги покрие трошоците. И таквиот став доведе да Скопје во голем дел денес не е тој процес што после земјотресот започнал, не е исполнет и последиците ги гледаме со загадувањето. Например, обележје на Скопје се и поштата. Еден монументален објект со архитектура во светски препознатлива е пропаѓа. Македонска опера и балет денес што ја викаме. Тоа е дело наградувано за кое кај мене доаѓале архитекти да го светски да го видат. Универзитетскиот кампус, Македонската академија. Такви веќе нема. Последно нешто, да речеме, јас во мојот мандат што сум направил, тоа е автобуската станица, но не толку како архитектонско решение, туку како решавање на просторот, таа руина под камени мост што беше, ја одведовме под железничката станица, каде никому не смета и може да функционира во еден по-добар систем. Денес законските основи да секоја куќичка, секој плац може да биде зграда, ги тера инвеститорите за да заработат повеќе, што е природно, да градат во градското јадро. Градот со овие комунали и со овие финансии не може да ги следи тие проекти и еве веќе почнуваме да ги чувствуваме. Почнува да нема вода за паркирањето, за сообраќајот, за канализацијата, сите тие системи полека страдаат. И некој треба таа ингеренција да ја врати во градот, од еден центар тоа да се управува за да може да се обезбеди квалитетно живење. Системски, законски треба да му се пренесат уште ингеренции. Не може со закон да ти одредат 100% искористеност на парцелата. Значи се знаат, градот треба да си одредува јадро, каде,
ќе се искористува 30%, каде се 100% никаде во светот не може искористеност на парцела, бидејќи покрај живеењето во станот и други сервиси во секојдневниот живот ти треба да се обезбедува простор. Дури во пресрет на локални мене страф ме фаќа како се нафаќаат луѓе да го решиш јавниот превоз, ѓубрето, сериозно руинирани системи. Водата веќе не може да стигне. Тука сака големи инвестиции, големо знаење. Знаење не само кај градоначалникот, знаење кај кадар кој веќе не постои, бидејќи со години тие системи се запуштани и многу е тешко без кадар со искуство, со знаење на системот за да го подигаш покрај парите кои ти требаат. А за жал, тие пари гласачите не ги гледаат. Например, се гради сега, да речеме, Holiday Inn згради, се е убаво, но таму најмалку 1000 чешми се внесуваат. За тоа или ќе одзеде од некоја вода, од некои реони, по правило треба да се изгради резервоар со пумпни станици, кој не се прави. Таа инфраструктура која е наметната на градот, на општината, кој нема интерес да ја направи, нема ни пари, а гласачот ако ја направиш, не го гледа, не го поздравува и најчесто се избегнува од тоа. Ти повеќе ефект постигнеш да ставиш една клупа, отколку да ја решиш атмосферската вода во која ќе се појави, па ќе се изгуби. Многу е актуелен јавниот превоз во Скопје. Јавниот превоз не е само нови автобуси, секако тие требаат. Кај ќе возат? Ако автобусот вози во гужвата, ако заглавува по семафорите, не ти е потребен. И нема да го користи, значи, една пошироко видување. Ја ќе бидам радикален, ни едно ни друго. Доволно е една жолта лента која ќе се почитува, низ која јавниот превоз и јавните сервиси, такси, брза помош, полиција ќе можат брзо да поминуваат, но тука градот има проблем со тоа што сообраќајната полиција е државна и он не може да наметнува контролата. Таа зависи од добрата волја на државната институција, дали тоа ќе го применува, ќе го почитува и ќе го одржува. Најважните точки што му тежат на Скопје, прво е загодувањето. Нешто говоревме за начинот на грејење, кој мора да се реше, кој е во долкрок, ништо не се презема тука. Ова со клими е исто спорно, бидејќи создават пак друг тип проблем, ѓубрето. Јас не знам зошто никој не се навраќа. Во 2002 година Светска банка направи една солидна анализа и ги лоцираше точките и начинот како да се реши. Системски да се реши, бидејќи ѓубрето не е само контејнерот, подигањето или секој ден да се подига сметот. Имаме и метењето на улиците, на тротоарите. Не може тоа рачно веќе да се одвива. Треба механизација, одржувањето на парковите, на дрвата, на еден комплекс кој мора да се решува и јавниот превоз, секако. Јавниот превоз врзан со паркирањето, со можностите, со системот. Јас како од Црниче да се качам на автобус, каде ќе стигнем? Немам никаде каде да стигнем, не сум поврзан со ништо. Сериозен ресет треба и затоа велам јас да ми понуди некој, не гледам капацитет дека тоа може. Не во кандидатите. Кандидатите треба да внесат енергија, како тоа, знаењето го нема. Знаењето. Јас ги кажувам примерите. Кој ја градев спортската сала,
кровот кога го поставуваме, во Скопје нема инженер кој поставил распон, кој може да потпише толков голем распон. Ние моравме да бараме стручњаци од Белгија. Или мостовите кои ги граде. Мостот Беласица, во Скопје немаше инженер кој градел мост, бидејќи последниот мост на река е граден во време на Благој Попов, 69-та е пуштен мостот Гоце Делчев и потоа 2001 јас го пуштам мостот Близнак, потоа ја градам Беласица и мостот во Хром. И бетон мораше да повика пензионирани инженери, бидејќи тоа не е само нацртот, него у дневните проблеми во градбата која се јавуваат некој со искуство тоа го решава, го нема во Скопје.